Ниту еден од 8 активни од вкупно 30 снабдувачи на пазарот на електрична енергија не понуди пакет за домаќинствата, иако од 1 јануари годинава има целосна либерализација на пазарот на струја. Според председателот на Регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски, незаинтересираноста на снабдувачите се должи на високата цена на електричната енергија на домашниот и на регионалниот пазар, каде што цената се движи од 70 до 80 евра за мегават час. Но со новиот закон за енергетика и со подзаконските акти во делот на електричната енергија што ги донесе регулаторна на домаќинствата кои се уште на регулираниот пазар, им се гарантира постојната цена. Во првите 2 месеца од годинава, понудени им се исклучени се договори за снабдување со поголем број мали потрошувачи, што до либерализацијата користеа индустријска струја, на кои сега за 20 до 30% им се намалени трошоците за електрична енергија. ЕВН на аукција избран за универзален снабдувач со електрична енергија кој понуди најниска маржа, односно процент на профитна маргина од 11,5%. Досега начинот на присметка на маржата на ЕВН на некој начин беше монополски, бидејќи Регулаторна комисија за енергетика ги прифаќаше сите трошоци за оперативното работење на компанијата и даваше маргина на тие трошоци. Сега механизмот на пресметка е различен и во базичната цена се зема само цената на електричната енергија која универзалниот снабдувач мора да ја купи на тендерска постапка, а над тоа е маргината од 11,5% во кој влегуваат сите оперативни трошоци и ненаплатени побарувања, како и нивната маргина која ќе им остане после надминувањето на трошоците. Се очекува да нема покачување на цената на струјата и по 1 јули, кога Регулаторна комисија за енергетика треба да ја утврди новата цена на електрична енергија што ќе важи за универзалниот снабдувач. Од Регулаторна информираат дека граѓаните кои ќе останат на регулираниот пазар немаат никакви обврски да известуваат и по автоматизам си остануваат на тој пазар. Се до моментот додека граѓаните и домаќинствата не решат да одат на слободен пазар, немаат никакви обврски. Кога ќе решат да одат на слободен пазар, таа обврска за промена на снабдувач и постапката не ја води граѓанинот, туку избраниот снабдувач на слободниот пазар на електрична енергија. Граѓанинот само му дава полномоштво дека тој го застапува и таа постапка ја води снабдувачот пред операторот на дистрибутивниот систем. На никој начин граѓаните нема да бидат оптоварени со некакви малтретирања. Во правилата за снабдување, со цел да им се олесни на граѓаните, ќе се даде можност доколку сакаат и може да потпишат договор со некое ново претпријатие. Но за да не се прават трошоци кај новиот универзален снабдувач, тој што бил претходно снабдуван од ЕВН Македонија и одлучил да остане на регулираниот пазар, нема потреба да потпишува класичен нов договор во првиот момент, а понатаму ќе се оцени доколку има потреба избраниот универзален снабдувач да изготви нови договори за сите потрошувачи. Но при тоа особено ќе се внимава да не се предизвикаат никакви дополнителни трошоци кај новиот универзален снабдувач, со цел тоа да нема влијание врз крајната цена на електричната енергија.